На самитот за Западен Балкан во организација на Економист беше најавен грантот од 10 милиони евра од Европската инвестицијска банка за изградба на пречистителната станица во Скопје. Тоа е само дел од потребните 125 до 135 милиони евра за изградба, која според проценките би се реализирала во последните 2 години. Што овој потфат би значил за жителите на градот и околината? Па добро, некаде далеку од очите на јавноста ние веќе втора година како го градиме колекторскиот систем на нашиот град и тоа во долното течење на реката Вардар. Граѓаните, особено од Ново Лисиче и сега веќе на аеродром, од десната страна на Вардар и од левата во делот кај Газибава и Вардариште, тоа може да го гледаат како се одвива секој ден. Колекторот го започнавме да го градиме некаде во јуни минатата година. Значи веќе година и неколку месеци како се гради, станува збор за некаде околу 12 километри сериозна инсталација, која што е основниот предуслов да се започне со градба на пречистителната станица на нашиот град. Во делот на планирањето сериозно веќе се работи на пречистителната станица, бидејќи согласно договорот кој што го има нашата држава подпишано, тендерирањето, односно за изведба на пречистителната станица треба да биде до крајот на 2020 година и ние сега работиме всушност на тендерската документација. Носител на таа активност во рамки на градот Скопје е јавното претпријатие Водовод, каде што имаме посебна една единица која што се бави со целокупната оваа работа, а со податоци кои што во меѓувреме надвор од студијата која што ја има град Скопје за пречистителна станица ги набавуваме. Значи веќе се извршени мерењата за димензионирање на пречистителната станица и полека се движиме кон до оформување, односно завршување на тендер, на техничките податоци кои што се неопходни за квалитетно изработување на тендерската документација за пречистителната станица. Пречистителната станица, јас и во минатото кажав, значи дека Скопје повторно ќе има чиста река. Отпадните води кои што се сливаат во овој момент под цевководниот систем канализацијен директ во реката Вардар, најпрво ќе завршуваат во колекторскиот систем кој што сега го градиме, ќе одат во пречистителната станица каде што така прочистени ќе бидат оставени, ќе бидат пуштени во реката и е еден од можеби фундаменталните проекти кои што ги води овој град, кои што се однесуваат на заштита на животната средина. По она што го имаме како план, по она што го имаме зацртано, пречистителната станица би требало некаде 2024-2025 да биде пуштена во употреба. Освен начинот на изградбата, потребно е да се пронајде и начинот на кој ќе се реконструира канализацијската мрежа. Мрежата треба да претрпи реконструкција со цел до ново изградената станица да можат да стигнат отпадните води. Какви се плановите во таа насока? Имате ли капацитет за таков потфат? Значи, допрва ги правиме, да речам, тие анализи. Знаете, во минатото водата во нашиот град поскапе 100% со образложение дека ќе бидат заменети азбестните цевки за водовод и реконструира канализационата мрежа со цел да Скопје го дигне квалитетот на водата за пиење, меѓутоа и менаџирање со отпадните води после натаму. За жал, тоа нешто се нема случајно. Ги правиме анализите визави мерењата кои што ги имаме на проток на отпадни води со цел да видиме дали и каде имаме загуба во системот на канализационата мрежа и тоа е нешто што едноставно ќе мораме да го направиме. Прво затоа што морате да димензионирате пречистителната станица за потребите на градот во наредните 30 години како објекта и второ да видите дали и каде имате проток на фекалии во почвата во градот Скопје. За жал, првите податоци кажуваат дека ќе треба да имаме сериозни интервенции во фекалната канализација, меѓутоа кога ќе добиеме целосно тие податоци, едноставно ние ќе немаме поинаков избор освен да извршиме замена на системот онаму каде што тој проток се јавува. Сето ова е во прилог на екологијата, заштитата на животната средина, една од болните точки како за градов, така и за земјата, а еколошките стандарди сме повеќе од обврзани да ги почитуваме на патот кон него.
Дали ќе има нови мерки, активности, проекти за намалувањето на загадувањето во Скопје во пресрет на новата грејна сезона? Се што работам јас во изминатиот скоро 2 години веќе, каде директно, каде индиректно ја засега животната средина, за мене примарност на моите активности на градската администрација токму тоа. Оваа недела во вторникот веќе представивме еден сосема поинаков концепт на менаџирање со комуналниот отпад. Го решивме прашањето со Дрисла во формална смисла, во фактичка допрва треба да го воспоставиме владението како град, што е како комунална депонија на нашиот град е сериозен потенцијал, во смисол на потенцијал да можете да ја креирате потоа политиката со комуналниот отпад, кој што овој град за жал години, да не речам децени или никогаш немал креирање. Скопје има систем на третман на комуналниот отпад наследен од 80-тите години и ништо не е сменето. Ова што сега го почнавме оваа недела е всушност почеток на еден сосема поинаков третман на комуналниот отпад, зашто прво и основно треба на граѓаните да им понудите инфраструктура. Тотално застарениот систем и застарениот концепт, дури и да сака граѓанин да врши селектирање на отпад, да се придржува до некои стандарди што се, да речам, нормални во европските градови, немаше можност. Сега отвараме полека такви можности. Се надевам дека со фактичкото превземање на Дрисла ќе можеме и сепаратерката да испинансираме сами како град со цел да од една страна извлечеме материјална корист за градот од самиот процес на менаџирање со комуналниот отпад, а од друга страна да го зголемиме капацитетот на време трајање на Дрисла, затоа што сега како што се одвиваат работите, се што како комунален отпад влага во Дрисла едноставно се депонира без да биде извршена селекцијата. Од друга страна, градот, анализирајќи ги сите податоци што ги имаме во смисол на амбиенталниот воздух, е веќе поставен стратешки на сите болни точки. Ние сме готови со концептот на современ, нов јавен превоз кој што ќе им понуди на Скопјани можност да го заменат автомобилот, ќе биде ефтин и побрз и поеколошки ако сакате. Од она што досега го имаме во нашиот град. Знаете дека минатата недела подпишавме и набавка на автобуси на газ со светски еден од најреномираните производители МАН, ама па тие не засегаат во овој концепт за кој што зборувам, значи тие само ќе го помогнат во иднина и како такво сега очекуваме дека владата својот дел од она што како вербална обврска го има истакнато дека ќе влезе во финансирање на тој концепт, едноставно да го исполнат. Градот е спремен, кај нас веќе се спрема и тендерската документација за целокупниот систем, така што очекувам во моментот кога владата ќе ги одобри средствата, ние како град да можеме да стартаме. И сегментот на затоплување на домовите, кој што во периодот кој што е допрва ни доаѓа, се јавува како најконтрибутен сегмент кој што придонесува во загадувањето на домовите. Градот во текот на минатата година го основа градски енергетски системи, сите действија ги превземавме ние пред 2 недели отприлике на последната седница на Советот, ги донесовме сите акти кои што градски енергетски системи го ставаат во формална позиција да побара да аплицира за добивање на лиценца за дистрибуција на топлотната мрежа во оваа фаза и снабдувањето во втората фаза со цел да го доведеме градот во позиција да биде креатор на енергетска политика во градот. Вака како што се сега поставени работите, во услови на постоење на 3 индивидуални системи, неповрзани, некаде е грејењето поскапо, некаде е неатрактивно, некаде не до крај се употребува енергијата која што се произведува. И сметам дека стратешки градот мора да влезе во поврзување на тие 3 системи. Зборувам за системот кој што го управува БЕК, за системот што го управува ЕЛЕМ во овој момент и за Топлана Север, кои што се острови сами за себе, што е нерационално. Градот е единствен субјект кој што има директен интерес во смисол на амбиенталниот воздух, во смисол на здравјето на граѓаните, да ја креира таа енергетска политика и да ја развие
да ја развие мрежата, токму и заради тоа е моето инсистирање да влеземе во имплементација на еден ваков сериозен потват. Јас очекувам дека пред нова година ќе имаме една од двете лиценција, веројатно на почетокот на другата година ќе имаме и другата лиценца со цел конечно град Скопје да биде, да кажам, условно господар на енергетската политика во градот и при тоа иницираме до надлежните министерства, бидејќи се во тек измени на законот за градба, да затоплувањето на домот биде еден од условите за добивање на градежна дозвола во иднина, за да не ни се случува да луѓето индивидуално си го решаваат, особено во зградите за колективно живење, за да не се случува да луѓето купат стан во зграда, а сами да морат да го решат, едноставно да имаат обврска инвеститорите да го обезбедат затоплувањето на домовите, кое што треба да е се согласуваме сите еколошки начини. Пред неколку дена промовиравте нов концепт за третманот на отпад во Скопје. Нови 540 контейнери со капацитет од 3200 литри, 30 контейнери за селектирање отпад од 2200 литри, 950 корпи за джебен отпад, 12 електрични машини за вакуумско чистење и 10 електрични возила за чистење и миење на јавни површини. Уведувате новини, се спроведуваат акции на ниво на општини, но скопските улици си уште не се чисти. Каде е проблемот? Во надлежните или? Не се скопските улици нечисти, скопските улици се чисти. Општинските улици, и јас не сум задоволен колку се чисти, за да не направиме разликата. Главните улици, главните сообраќајници се надлежност за одржување на јавната хигиена во градот и навистина можам да истакнам дека сериозно е качен квалитетот на чистотата на главните улици. Меѓутоа, животот на луѓето се одвива на споредните. И тука затоа и повикав при промоција на нешто што досега, да кажам, како квантитет, меѓутоа и како квалитет и како концепт не било понудено во нашиот град. Промоцијата што имавме и на возилата и на контейнерите, повикав сите општини да инвестираат сериозно во хигиената, особено хигиената на јавните простори, чија што надлежност ја има секој од нас индивидуално. Градот Скопје мора да предначи во таа битка за чистота на јавните површини, меѓутоа општините едноставно ќе мора да си превземат дел од своите обврски, да започнат многу посериозно да ги третираат јавните површини, тоа што досега било случај. Има реално кај нас кога ќе почне да се селектира отпадот? Пак велам, врзан е целиот тој систем, значи ние сега ги поставуваме некои основи, прв пат, да кажам, така се купуваат и контейнери за селекција на отпадот, тоа би требало на крајот да заврши со давање можност дури на луѓето што живеат во индивидуални објекти, неколку различни канти за различен вид на отпад, меѓутоа сето тоа па од друга страна е врзано со Дрисла. А Дрисла е капацитет на градот над кој што ние како град немаме 8,5 години контрола. Во формална смисла летово ги донесовме соодветните одлуки од страна на Советот. Очекувам дека сега во фазата на запишување во Централниот регистар конечно Дрисла ќе се врати како јавно претпријатие со цел таму да воспоставиме целосна контрола, затоа што контролирањето на Дрисла во смисол во правна и во фактичка смисла значи отварање на можности за селектирање на отпад. Мислам дека тоа и го напоменав. Така што често велам дека за жал овој град во изминативе 30 на години бил препуштен сам на себе, без соодветни стратегии, без соодветни визии, без соодветни планови кои што да речам сега кога јас дојдов би можел да ги надградиш. Едноставно такви системи не постоеа. Горд сум што можам да истакнам дека 2 години од сега кој да седи на ова место ќе наследи или ќе превземе современи системи за третман. Верувам ќе се сложите дека и она што го виде јавноста во нашиот град, кој се однесува токму на комуналниот отпад е нешто што досега го немало и начин, принцип функционирање на работа каква што е немало. Морам да истакнам дека во целата ова рашимонијада на надлежности, на прописи и позицијата на градот Скопје не е благодарна.
Зошто? Затоа што за многу сегменти имате одговорност од Министерство за животна средина, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за внатрешни работи, пазарна инспекција, трудова инспекција и едноставно треба за можеби некогаш и за основни работи кои што се прилично едноставни за решавање, да направите сериозна координација помеѓу повеќе институции на локално и на централно ниво, што отежнува реакцијата на институцијата. Природно е луѓето да очекуваат од градоначалникот на Скопје дека треба да ги превземе тие активности. За таа цел ние побаравме и понудивме концепт на комунална полиција која што ќе земе дел од инкеренциите на овие и побаравме процесот на децентрализација да се забрза. Формирана е работна група помеѓу ЗЕЛС и владата, некои од законските текстови се готови, град Скопје го изготви текстот за комуналната полиција со цел да и тука поставиме соодветна стратегија за да одговориме на потребите на еден модерен град. Најавивте зголемување на инспекцискиот надзор и повеќе казни за несовесни граѓани. Сметате ли дека на таков начин ќе зголемите еколошката свест дека фрлењето отпад на улица е нешто што граѓаните го прават против сами себе? Па дефинитивно кога фрлате отпад на улица работите против себе. Од една страна. Друга страна, факт е дека таков тип на однесување не можете да го третирате само со апели. Особено сега, кога веќе, да речам, почнуваме полека, ќе започнеме да ги имплементираме нови капацитети за комунална хигиена, и 950 канти за джебен отпад, од некаде 1700 и нешто колку што го сега ги имаме. Значи капацитетот за джебен отпад го зголемуваме за повеќе од половината. Едноставно, кога веќе нудите алтернативи на граѓаните, порано може би имало оправдување, нема корпи, нема контейнери, вака е, така е, сега едноставно таков тип на изговор ке немаме. Ако немаме таков тип на изговор, тогаш е прашањето зошто да не почитуваме она што секој здраворазумен човек го сака, а тоа е кога ќе погледне околу себе да му биде чисто. Во таа варијанта едноставно не би останува избор, освен да влезете во санкционирање. Впрочем, јас не верувам дека било кој каде во светот се родил попаметен од Скопјани или од граѓаните на Македонија. Едноставно со одветни политики кои што траеле години и години назад, кај луѓето прават навика. И приметете, како да ви кажам, ние сериозно размислуваме баш и за комуналниот отпад да го апгрейдираме, односно надградиме и ова што сега го донесовме. Тргам од едноставна филозофија. Луѓето што имаат индивидуални канти во куќи, кои што живеат, околу нивните канти, вие не можете да видите купу и ѓубре. Тоа можете да го видите на така наречената неутрална територија околу контейнерите. И веќе, да речам, некакви основни податоци полека се спремаат во градот Скопје за тоа да како да влијаеме на луѓето, да отпадот кој што го фрлаат на така наречената ничија територија всушност биде отпад кој што ќе го фрлаат на нивната територија. Тоа е сепак еден процес. Меѓутоа, не мислам дека треба да застанеме. На граѓаните бргу ќе им понудиме надвор од ова што досега го понудивме, од текот на наредната година очекувам, бидејќи сепак треба некои анализи да се довршат, треба да спроведеме постапки со цел да презентираме поинакви некакви концепти од тоа што досега било. За жал лоши ни се навиките. Онаму каде што има подземни контейнери, да речам, ќе видите брдо од ѓубре. Кога ќе подигнете системот на подземните контейнери, внатре е празно. Не мислам дека е тешко да го отворите капакот и да го фрлите ѓубрето таму кај што е место. Тоа е нешто што треба да биде предмет на санкционирање и едноставно не постои поинаков начин, освен да го санкционирате. Скопјани се жалат на валкани автобуси, на редовни автобуси и барат воведување нови автобуски линии. Кога ќе излеземе со концептот, мислам дека многу луѓе ќе бидат изненадени и автобуските линии такви какви што ги знаеме и познаваме едноставно веќе нема да бидат присутни. Од една страна, од друга страна понискиот квалитет на комфор и на услуги кој што ги има во дел од системот на јавниот транспорт се врзани со 5-годишен договор кој што истекува 2021 година. Така што
да речам, тој дел од обврските, зошто градот ги пренел, како градот ги пренел, зошто не побарал определени стандарди и се работа која што за жал сега во средина или некаде во втората половина на имплементација на тој договор со приватните превозници, едноставно градот не може да влијае. Она што можеме да влијаеме, ние го правиме. Купивме автобуси, не купивме кинески автобуси, купивме од најреномираниот светски производител. Треба да знаете дека еден единечен автобус на МАН собира колку еден двокатен. А еден од зглобните автобуси собира за околу 40 до 50% поише од она што може да влезе во зглобните автобуси. Трагично е што постои начин и систем како целиот овој концепт да го завршите за 90 до 100 милиони евра. А за кинеските автобуси потрошивме 80. Тоа значи дека она што го зборува во овој град го воделе луѓе без визија, без план, без стратегија каде треба да оди. Последната анализа на потребите на граѓаните на Скопје за автобуски линии извршена, верували или не, 1984 година. И затоа и се жалат сега луѓето, затоа што ние возиме по систем кој што бил воспоставен согласно потребите од 1984 година. И некаде само се продолжувале линиите. Ај сега, ако е не на точка А да биде последната станица, да биде на точка Б. Тоа е тоа што е инвестирано у системот. Не е автобуски, не е јавен транспорт, како систем да имате само ново возило. Туку да е функционално, да е брзо, да е ефтино. Добре, и дали има нови детали за продажбата на градската? Јас пишав писмо до сите советнички групи, бидејќи ако во нешто верувам во животот, тоа е транспарентност. Сите советнички групи до петок, до утре, достават свој представник кој што ќе биде на известен начин надворешен член или надзор на работата за продажбата. Од кога ќе ги добијам сите дописи и од кога ќе истече рокот, тогаш ќе ја свикаме седницата на комисијата, ќе ги повикаме представниците да присуствуваат и ќе одиме со јавен оглас. Кажувам, ние ќе направиме обид да продадеме еден објект кој што е недостоен за градот Скопје. Нефункционален, на место кај што уствари во психологијата ја разбирам, они го третирале Скопје тргнато на страна за своји лукративни потреби, ама не за потребите на граѓаните. Затоа на граѓаните им рекле ќе отидете онаму под Кале. Место кое што не е поврзано со јавен транспорт, место кое што нема ни паркиралиште, да речам, за луѓето што ќе треба градот да ги обслужи, место кое што едноставно е недостојно за главен град. Погледнете и главните градови во Европа. Во Тирана на площад, во Софија на площад, во Љубљана на площад, во Сараево во градска вјечница е на центар, до Милјацка. Значи, едноставно, тоа е стандард што јас сакам да го возможам Скопје и ако успееме да ја продадеме градската куќа, таков стандард ќе запазиме. При тоа, до цент што е вложено, до денар што е вложено од страна на граѓаните на Скопје преку буџетот на градот Скопје, ќе биде вратено. Затоа што тоа е минималната цена од која што ние стартуваме продажбата и под која нема да се спуштиме. Господине Шилигов, ви благодарам за интервјуто.